Руското раководство им оддава почет на оние кои загинаа во овие 3 години во војната во Украина. Влегувајќи во својата 4-та година, Русија се уште ја нарекува специјална воена операција и ја одбележуваат со настани, вклучително и изложба на портрети за паднатите борци. Но очекувањето на средба лице в лице меѓу Трамп и Путин е она што доминира во разговорот на улиците на Москва. Максим Илинов е меѓу уметниците кои учествуваат во изложбата. Тој го гледа пристапот на Трамп како трансакцијски и позитивна работа. Он постоянно говорит, Трамп секогаш вели, ајде да се договориме. Тоа е деловна позиција. Оние кои склучуваат договори не ги губат предностите, туку се насочени кон придобивките. Може да се преговара со него, бидејќи тој сака пари, а не војна. Односите меѓу Москва и Вашингтон паднаа на ниско ниво поради политичката и воената поддршка на тогашниот председател Џо Бајден за Украина. Ветувањата на Трамп дека ќе стави крај на војната и поканата за Русија, но не и за Украина, на мировните преговори предизвика ентузијазам во Русија. Но тој ентузијазам е намален кај некои поединци кои повикуваат на намалени очекувања. Мы помним первое президентство Трампа. Се сеќаваме на првото председателство на Трамп, кога генерално почнаа да се воведуваат масивни санкции против нашата земја, како никогаш досега, почна зголеменото снабдување со оружје за Украина. Многу беше направено за да се влоши ситуацијата околу украинската криза и во тогашните односи меѓу Москва и Вашингтон. Русите, кои се противат на инвазијата на нивната земја во Украина, беа замолчувани во Русија или принудени на екзил. Тие ги гледаат предложените преговори на Трамп како де-факто политичка и воена победа на Путин. Россия, да, действительно хотела бы. Русија навистина би сакала да има работни односи со САД под услов руските интереси да се земат предвид во Украина. Ова е всушност прилично амбициозен план на Путин, кој не се разликува од капитулацијата на Украина. На улиците на Москва општо мислење е дека Трамп ја отвори вратата која беше затворена од Бајден. Трамп, он более такой разумный человек, более... Трамп е поразумна личност, попрагматичен. И неговата придружба и Илон Маск. И сите тие се паметни луѓе. Немаше простор за преговори со Бајден. Тој ја криеше вистината и имаше лични интереси во Украина. Если честно, мне пофиг. Во принцип, да бидам искрен, не ми е грижа. Ке победиме. Не ми е грижа за Америка. Не ми е гајле за Европа. Многу руси велат дека сакаат да видат крај на војната во Украина и тие ги гледаат чекорите на Трамп како канал за мировен договор за кој се надеваат дека ќе стави крај не само на војната, туку и на санкциите и на изолацијата на Русија.